Со механизација ангажирана од општина Тетово предпладнево започна да се расчистува дивата депонија каде на одредени места се уште чади, како последица на пожарот кој избувна во саботата. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи рече дека сиот смет од дивата депонија ќе биде отстранет за помалку од 1 месец. Со пари од владата општина Тетово конечно започна со расчистување на дивата депонија. Камиони го транспортираат ѓубрето во скопската депонија Дрисла, истовремено на депонијата на одредени места каде се уште чади. Пожарникарите се обидуваат целосно да го ликвидираат пожарот, за да може механизацијата и овој смет да го отстрани. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи рече дека целиот отпад од депонијата ќе биде отстранет за помалку од 1 месец и локацијата ќе биде третирана по сите здравствени упатства и процедури. Нашето барање до владата на Република Македонија, која со ребалансот на буџетот ни издвои 12 милиони денари за да може целиот овој процес да се заврши. Значи, ние ќе направиме дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот според стандардите. Таа истакна дека откако ќе се чисти депонијата, сметот собран од тетовските домакинства ќе се носи во претоварната станица за смет кај Тетовски Требош, каде ќе се компресира отпадот, кој потоа ќе се транспортира и депонира во Дрисла. Според нашите предвидувања и анализи, значи таа станица за комуналниот смет е сосема доволна, додека за инертните тие значи се прави селекција и тие се носат директно во депониите затоа што немате како цел кауч да ставите значи таму. Таа одговори дека проблемот со дивата депонија бил долгогодишен, затоа општината не можела за краток период да го реши. Ова е крајниот дел од тој процес, долгорочен, како што долгорочен беше и проблемот во однос на решенијата кои ги баравте со станицата за претоварување. Дивата депонија се запали во саботата. Цел град беше обвиен во густ чад, каде се ширеше неподнослива смрдја. Депонијата се уште чади на одредени места, но надлежните велат дека денеска пожарот целосно ќе се ликвидира. По пожарот во депонијата за кој градоначалничката на Тетово Теута Арифи тврдеше дека е подметнат, следеа реакции и протести од граѓаните на Тетово. Тие вчера својот револт поради нерешавањето на проблемот со депонијата го историја пред општинската зграда, каде фрлаа кеси со отпад и јајца. Под мотото "Заштити се или отруи се", движењето Екогерила денес организираше протест кај опожарената дива депонија на влезот во Тетово. Учесниците на протестот потоа се упатија пред општинската зграда, каде лепеа налепници со испишан член од законот во врска со казната за загадувачите на животната средина. Дојдовме денес за да го подигнеме гласот на протестот против големиот пожар што ја зафати оваа дива депонија во сабота на 19 август 2017 година. 19 август 2017 година ќе остане во историјата на нашиот град како ден кога животот и здравјето на граѓаните на Тетово беа загрозени и покрај бројните предупредувања, не само од наша страна, туку и од многу други организации, медиуми и разни групи. 19 август 2017 година ќе биде денот кога кулминираше процесот на бавното убиство на граѓаните на Тетово. Денот кога беа загрозени животите на нашите деца, идните генерации на оваа земја. Би било тешко и кривично ако се покрене несомневање дека оваа депонија била изгорена за да се користи како политичка арена за предизборни цели, каде што животот и здравјето на граѓаните по Тетово биле загрозени за внатрепартиски или меѓупартиски позиции или за конфликти на валкани и сомнителни деловни интереси. Ние проценуваме дека пожарот што се случи во саботата беше последица, бидејќи причината е самата депонија што е тука со години поради незагриженост и незаинтересираност на властите да ја отстранат. Итно бараме од надлежните институции да ги изведе пред лицето на правдата одговорните лица кои преку своите кривични дела сериозно го загрозуваат здравјето и животот на граѓаните. Исто така, бараме од надлежните органи да ги испитаат општинските власти, овие сегашните, како и тие од минатото, кои придонесоа за воспоставување и изголемување на оваа депонија. По југохром, главната локација за рак на животната средина за Тетово е оваа депонија. Гневот на граѓаните достигнало највисока точка заради доснењата во решавањето на овој проблем. Ние претходно бевме во местото на злосторот во дивата депонија,
Па од таму дојдовме тука пред зградата на општина, каде лепивме повеќе од 50 налепници, каде е истакнат членот, како што гледате, членот број 218, што е околу загадувањето на животната средина и околина. Со овој член, како што знаете, сите тие кои не се придружуваат и придонесуваат на загадување на животната средина, вода, почва и се друго, и како што може да гледате, значи го загрозуваат животот на луѓето и природата, треба да добиваат казна од 4 до 10 години затвор. Значи, ние сакаме веќе институциите на системот да почнат, на сите одговорни кои не го почитуваат ова, да почнат да гледаме казни најстроги и за оние кои го загрозуваат животната средина. Тука у градов не се диши. Ако ние самите не си обезбедиме тоа воздухот, изгледа тие што се задолжени за да ја завршат нивната работа, нема ја да ја завршат, како што гледаме. Само ќе си најдат некој образложение како да се извлечат од работава. И тоа би било сето што би рекла. Маските не се мислам не дека функционира нешто, единствено ги ставаме за да поттигнеме свеста на луѓето дека уствари воздухот е загаден, не дека профункционира ова маска. Па гледаме и од нашите најблиски колку имаме заболени, било да е бели дробови или други болести, тоа се рефлектира од валјда не случајно. Канцерогените PM10 честички повторно ги имаше во високи концентрации во воздухот кој го дишеа тетовци овој викенд. Освен овие честички во воздухот имаше и недозволиво присуство на озон. Со измерена двојно повисока концентрација од дозволената на PM10 честичките во воздухот, Тетово вчера беше најзагадениот град во Македонија по подолго време. Канцерогените честички повторно ги има во високи концентрации какви што се мереа во зимските месеци. Во саботата наутро, кога беше запалена дивата депонија на влезот на Тетово, во воздухот кој го дишеле тетовци биле измерени за 2 пати повеќе од дозволените суспендирани честички прав. Во неделата во 3 часот по полноќ, честичките почнаа да се таложат во амбиенталниот воздух, а врвот го достигнаа во 7 часот утрото, кога беа измерени 359 микрограми на метар кубен воздух, или 7 пати повеќе од безбедната по здравје вредност. Како што покажуваат мерењата на Министерството за животна средина, денес во воздухот се бележи тренд на опаѓање на суспендираните честички прав. Оваа епизода на аерозагадување доаѓа по период на релативно чист воздух оваа година. Имено заклучно со вчерашниот ден, Министерството за животна средина и просторно планирање во Тетово регистрирало 69 дена со загаден воздух, за разлика од лани кога заклучно со месец август регистрирало 201 ден со загаден воздух. Освен PM10 честички во воздухот, викендов во Тетово имаше и недозволено присуство на озон. Озонот присутен во приземниот слој на атмосферата предизвикува иритација на очите, кашлица, астма и оштетување на белите дробови. Озонскиот слој кој се наоѓа на височина од 25 до 30 км од земјината површина штити од штетното ултравиолетово зрачење, но приземниот озон O3 кој се формира со фотохемиски реакции може да предизвика штетни ефекти кај луѓето и животната средина. Озонот исто така е клучен составен дел од урбаниот смог, а се формира од други загадувачи како што се гасови од мотори, емисии од индустријски постројки, паре и од хемиски растворувачи. Во однос на животната средина, оваа загадувачка супстанца предизвикува негативни ефекти врз растот и репродукцијата на растенијата, го намалува земјоделскиот принос, влијае на екосистемите преку промени во движењата на водата. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово упатува остра реакција до министерот за здравство господинот Таравари по повод непочитувањето на Охридскиот рамковен договор. Ако во договорот стои дека основно начело е правичната застапеност, тогаш Тетово е пример за класично избегнување на основните принципи од Охридскиот рамковен договор, кога се во прашање македонците.
Имено, почитуван министре, ве прашуваме зошто во клиничка болница, здравствен дом, Завод за здравствена заштита и Фондот за здравство немате назначено барем еден директор македонец во овие институции. Прашуваат во соопштението од Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово. Доколку Тетово е мултиетнички град, тогаш се прашуваме дали вие знаете дека тука живеат македонци и дали со ваков однос придонесувате за непочитување кон нив. Воедно на крајот постои уште едно прашање кое не става во дилема: зошто цело ова време молчат општинските комитети на двете најголеми партии од македонскиот блок, се наведува во соопштението на ВМРО Народна партија Општински комитет Тетово. Адвокатот Сейфуло Османи од Гостивар ќе се кандидира за државен јавен обвинител. Тој вели дека доколку ја добие оваа функција со голем ангажман ќе се обиде да направи промена во правосудството кон подобро, односно владење на правото во нашата држава. Јас, по барање на Наставно-научниот совет на Меѓународниот универзитет во Струга, бев номиниран од моите колеги како можен кандидат за државен јавен обвинител. Функција која што е доста одговорна, која што бара и професионална, и човечка, и научна подготвеност. Моите колеги сметаат дека ја тоа можам да го направам и тоа е причината зашто јас прифатив и сега ќе се залагам да таа апликација биде заокружена со формално кандидирање за државен јавен обвинител. Ја ги исполнувам тие општите и посебните услови, но тоа е едното. Другото е дека во државата се гледа дека една од слабите алки на функционирање, односно од слабостите на функционирање на правосудството е обвинителството и сигурно тоа е одговорност на државниот обвинител да он го организира. Сепак во обвинителството постои една субординација, една пирамидална поставеност, каде што првиот човек сигурно може да ги креира политиките на институцијата. Сметам дека тоа ќе можеме, ќе успееме да го направиме. Сигурно не е само судството, не е само обвинителството, и судството е тука доста битна алка, но негде мора да се почне. Ние сметаме дека ако дојде до тоа да бидеме избрани, јас да бидам избран како јавен обвинител, дека ќе успеам со голем труд, со голем ангажман да ја направиме промената, односно да ги даеме првите знаци на промена кон подобро, а таа промена кон подобро значи владење на правото, владење на правната држава, важење на законите за сите, ограничување на можноста за амнестија на било кого кој се огрешил према законот и према другите правила што важат во државата. Значи, нема да оставиме простор никој што ја огрешил работата да остане неказнет. Тоа го ветувам и тоа ќе биде сигурно така. Дежурен јавен обвинител од основното обвинителство Велес синоќ е извршил увид на лице место на автопатот Велес Скопје, каде што се случи тешка сообраќајна несреќа во која туристички автобус излета од патот и се преврте. Во автобусот немало двајца возачи кои би се менувале како што предвидува законот за работно време на возачи во патен сообраќај. По наредба на јавниот обвинител од возачот на автобусот е земен примерок на крв за анализа и започна прибирање на трагите пронајдени на лице место. Инаку жената која во тешка состојба синоќа прва е примена во ургентниот центар во Скопје откако автобус лета од патот близу Велешката патарина починала, додека на 9-годишно дете му извршен оперативен зафат и му е поставен фиксатор, откако било утврдено дека има посериозна повреда на надлактицата. Инаку билансот на сообраќајката се најмалку 27 повредени луѓе, од кои двајца потешко. Ги посетив пациентите кои што синоќа имале сообраќајна незгода на патот Скопје-Велес.
скоро сите пациенти што ги посетив се во релативно стабилна состојба и надвор од животна опасност. За жал, само една жена вчера им починала, и тоа со тешки повреди во градниот кош. Ние како Министерство за здравство би им изразиле, значи, сочувство на семејството и се надеваме дека сите други болни што се примени тука, 4 пациенти се во градска болница, 1 пациент е во 8 септември во градска општа болница и 5 пациенти се во Велес. Со сите директори лично контакт и сите пациенти за сега се во стабилна состојба, уште еднаш ќе повторам. Се надевам дека околу половина од нив уште утре ќе ги пуштиме дома. Директорката на УЈП Сања Лукаревска презентира случај на незаконско дејствување во кој биле вклучени високи функционери од минатата власт. Се работи за изземање фирми од присилна наплата на долгови, односно 37 фирми биле повластени пред законите, што важеле за сите други. Лукаревска вели дека никој не смее да биде амнестиран, но и дека не смее да ги открие имињата на фирмите. Таа најави истрага и постапки за дисциплинска одговорност за вработени во УЈП кои биле инволвирани во овие незаконски постапки. За сега само 2 вработени се опфатени со дисциплинска одговорност кои незаконското работење го правеле во информатичкиот систем. Сите овие 37 фирми биле ставени во привилегирана позиција на начин што во електронскиот систем на УЈП за данок на добивка била овозможена посебна програма за забрана за печатање на опомени за долгови по основ на данок на добивка, која овозможувала подолг период, односно околу 2 години, 2015 и 2016 година, даночните обврзници да бидат изземени од постапки за присилно наплатување на евидентирани милионски долгови. За половина денар поскапува дизелот од 98 октани и ќе се продава за 64 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство пак поевтинува за половина денар и новата цена изнесува 36,5 денари. Минимално поевтинува и мазотот. Регулаторната комисија за енергетика ги соопшти новите цени на горивата кои што ќе важат од полноќ. Има минимална корекција. Малопродажните цени на бензинот од 95 октани и на дизелот не се менуваат и остануваат 62 и 48 денари. За половина денар поскапува дизелот од 98 октани и ќе се продава за 64 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство пак поевтинува за половина денар и новата цена изнесува 36,5 денари. Минимално поевтинува и мазотот. Во просек цените се намалуваат за 0,25%. Во изминативе 2 недели суровата нафта на светските берзи поскапела, а курсот на денарот во однос на доларот бил понизок. Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави денеска дека одлуката да се повлече персоналот од амбасадата во Македонија е поради тоа што надлежните органи имале докази за офанзивно разузнавачко делување против органите и институциите на земјата. За таквата одлука според него има неколку причини, но надлежните органи ги представиле доказите нему и на владата за таквото делување. Тој не соопшти повеќе детали, но порача дека за 7 до 10 дена работите ќе се вратат во нормала. Една жена загина, еден човек е повреден во францускиот пристанишен град Марсеј, откако комбе удри во 2 автобуски постојки. Постојките се наоѓаат во 2 различни области на градот, 13 и 11. Инцидентите се случија во интервал од 6:30 до 7:30 по локално време. На првата станица комбе Рено Мастер тешко повреди еден човек, а по некое време удрил во втората постојка, каде загина жена на возраст од околу 40 години, која чекала автобус. Кратко потоа полицијата успеа да го запре комбето и да го задржи возачот. Обвинителот на Марсеј Ксавиер Тарабио изјави дека нема докази дека станува збор за терористички чин, туку за несреќи предизвикани од лице со психички проблеми. Шпанските власти соопштија дека потрагата по возачот кој влета со комбе во толпа во Барселона е проширена низ Европа. Според нив се сугерира оти возачот е 22 годишниот Јунес Абујакуб, роден во Мароко.
Властите посочија и дека не може да потврдат дали тој ја преминал границата и избегал во Франција. Смртниот биланс од минатонеделните напади во Барселона и Камбрилс се искачи на 15, изјави каталонскиот министер за внатрешни работи. 10 американски морнари се исчезнати, а 5 се повредени откако нивниот уништувач се судри со танкер источно од Сингапур рано во понеделникот. Втората несреќа што вклучува американски воен брод за 2 месеца. Уништувачот на водени ракети Џон Мекејн пристигна во Сингапур во понеделникот попладне со голема дупка во трупот по несреќата пред зори пошто навлегла вода во бродот, соопшти американската морнарица. По исчезнатите морнари беше започнато големо пребарување со бродови и авиони од 3 земји, откако воениот брод се судри со Алник МС во близина на Малајскиот теснец. САД и Јужна Кореја започнаа заеднички војни вежби под кодното име Улчи бранител на слободата, за кои постои стравување дека можат да ги зголемат тензиите на корејскиот полуостров. Маневрите ќе продолжат до 31 август и ќе вклучуваат компјутерски симулации за да се подготват против евентуален напад од Северна Кореја. Тие вклучуваат 50.000 јужнокорејски војници и речиси 17.500 американски војници. Познатиот американски актер, комичар и режисер Джери Луис почина синоќа на 91 година во својот дом во Лас Вегас, обкружен од неговите најблиски, соопшти семејството. Луис ја започна својата кариера со хумористичните скечеви, изведувајќи ги во клубови, радио и на телевизија. Стана популарен во 40-тите години од минатиот век благодарение на дуетот со Дин Мартин, со кого се раздели во 1956 година, по 10 години заедничка работа. Учествуваше во филмовите Аризона Дрим 1993 на Емир Кустурица и во Кралот на комедијата на Мартин Скорсезе.